Од денеска замрзнатите цени и на овошјето и зеленчукот не го менуваат ставот на граѓаните дека се е скапо и дека за великденските празници треба да се штеди уште од сега. Покрај кризата и празникот Великден ќе го пречекаме, што треба ќе се зема да си помине. А зависи како ќе водиш економијата. Некој ќе има остане со поголема пензија, некој ќе се стега. Па, ние сме усредните. Штедењето за Великден се однесува на најголемиот дел од граѓаните кои оваа година за празникот треба да издвојат најмногу пари до сега. Вај Великден е един најскап до сега со оглед на цените. Се е месо скапо, се друго. Па сега за сега, ако останат овие цени на овошјето, на сите продукти, ако има некои измени, веројатно дека ќе има. Трговците на градскиот пазар во Штип се оптимисти дека прометот од сега па до Великден ќе биде во пораст и дека пари за празникот ќе се најдат. Покрај оваа сета ситуација, оптимист сум дека ќе има сега за Великден. Сепак народот е зачувал некоја паричка. Великден е Великден. Христијани сме ние, православни, мора да има нешто. А сега се паѓа па и ова Рамазан, бареме, кој се вика. Мислам дека народот ќе зачува нешто за празникот да има, да се купи над маста се стае. Од синдикатот велат дека вредноста на великденската кошница се уште не ја пресметале, но дека таа ќе се движи помеѓу 50 и 100 евра по семејство, во зависност од можностите. Годинашната великденска кошничка ќе биде малку попразна од минатогодишните кошнички, бидејќи сепак, иако се намалуваат цените, сепак за стандардот на нашите граѓани, сепак ова скапотија која што сега ја имаме, сепак ќе намали потрошувачката, но сепак, бидејќи ние сме штедлив народ, така да за вакви празници сепак ќе собереме сила и начин како да го обележиме она како што дорикува една христијанска куќа. Пресметките на синдикатот веројатно се реални, бидејќи ако цените останат како денеска, великденската кошница треба да ја надополнат потенцираните помеѓу 50 и 100 евра. Само јагнешкото се продава по цена од над 500 денари за килограм, а тука се и јајцата и сите останати трошоци за традиционалниот великденски ручек.